Дури 500 нови работни места се планирани во кочанска приватна фирма во текот на оваа година и следната, соопштува премиерот Христијан Мицкоски. Денеска тој рече дека 300 од нив ќе бидат примени до крајот на оваа година, а веќе од следната уште 200. Според неговата изјава станува збор за 2 хали, од кои што едната ќе биде готова исто оваа година, додека втората во текот на наредната година. 500 вработувања во 2 фази, која ќе биде завршен објектот позади нас, практично. Ќе имаме нови 300 вработени, до година се планира нови 200 вработени, така што ќе се заокружи на бројка од 3700 вработени. За време на посетата можевме да видиме сето она кое што тука се работи, станува збор за исклучително висока технологија со голема додадена вредност на производот. Тоа што нас не е важно, бидејќи додадената вредност практично влијае врз бруто домашниот производ. Од тоа што разговаравме со директорот, во новите 2 хали, зборувам за оваа која што сега ја гледате позади нас, која што е во фаза на изработка и таа што до година ќе започне, ќе имаме исклучително висока технологија, која што одговара на најсовремените технолошки процеси. Така што јас сум навистина задоволен што можам да кажам дека како влада поддржуваме директни инвестиции. Вакви инвестиции се планирани и во иднина во другите општини, потенцираше премиерот Мицкоски директно од настанот. Во иднина планираме и во одредени други градови да се прошири инвестицијата на фенол. Така што еве, ние како влада со оваа посета сакаме и овој увид, би рекол, на лице место да испратиме порака дека сме партнери со бизнис заедницата, со инвеститорите, без разлика дали се тоа домашни и странски. Спомена и директорот дека во рамките на Советот на странски инвеститори разговараме отворено за проблемите, голем дел од проблемите се решаваат, меѓу нив се и усогласувањето на царинските ставки, кои што започнаа да се имплементираат од 50% од 1 јули оваа година, останатите 50% ќе почнат од 1 јануари следната година. Така што генерално ако ја заокружиме перспективата овде и перспективата во Македонија, тогаш можам да кажам дека не случајни се оние индикатори кои што ги имавме во економијата во првиот квартал оваа година, во третиот и четвртиот квартал минатата година, кога веќе имаме 3 последователни квартали со раст над 3%, што представува еден од водечките резултати според растот на бруто домашниот производ на државата во Европа. Инаку премиерот Мицкоски дополнително посочи дека тие како влада ќе стојат и понатаму на располагање со сите инвестиции, без разлика дали на странски или домашни. Целта, како што рече, е владата да биде партнер со цел да се стабилизираат работите во државата.